Почитувани граѓани, денеска читаме дека германскиот Шпигел го поистоветил нашиот главен град со каталог на Плеймобил. Честитки, неблагодарам. Па ако овие денови дошле германските новинари во посета на главниот град, барем немаше да излезат со вакви квалификации, затоа што денеска, вчера, пред 4 дена во Скопје не можеше да се види прст пред око. И како одговор на оваа временска, политичка, еколошка непогода, еве ги трите страни кои што ги предлага владата. И дозволете ми само да ви ги прочитам неколкуте глаголи кои се спомнуваат на втората страна. Да ги информираат граѓаните за штетното влијание, да направат анализа, да објават тендер, да ја разгледаат можност, да ги интензивираат посетите, да направат акцијски план, да подготват материјал за телевизија за емитување, да дистрибуираат брошури, да го разгледаат концептот и се разбира омиленото на власта, да направат анкети. Со овие глаголи ќе се бориме против загадувањето од кое сериозна бројка на луѓе во Скопје не можат да дишат. Освен што владеачкото мнозинство денеска им порача дека треба да си се вратат од таму кај што дошле, ако биле од село или од помал град, суштински никаков чекор не чувме. Не го чувме ни од владата во соопштението, не го чувме денеска ни од пратениците на владеачкото мнозинство. А на оние стотици илјади кои се родиле тука, ете, несрекни сме биле, што ни кажувате? Дека сме криви што сме се родиле во град? Јас се сеќавам многу добро на реакциите кога се сечеа дрвата на Илинденска. Ситница ќе кажете. Ама од многу ситници се доаѓа до многу голем проблем. И се сеќавам дека главната акција на владеачките медиуми беше да ни кажат дека штом сме одлучиле да живееме во град, не треба да бараме дрва. Кај видел тоа? Например, у Њујорк, нели, градот кој има најскап квадрат во целиот свет, таму нема дрва. Не. Таму го има најголемиот централен парк во светот. И предпоставувам дека и таму имало многу бизнисмени кои што викале, абе, мало ќош од централниот парк, ако може да го извадиме, ќе се заработат милиони евра. Политиката тука издржала. Во Скопје не издржува политиката. И денеска додека се уште сите зборуваме дека Скопје е загадено, сечата на водно продолжува. Барав низ овие мерки на владата едно зборче, да се каже бар ќе паузираме и нема да зимаме уште едно парче од водно. Не, автопат ако може низ водно да пробиеме и тоа ќе го направиме. Никој не спомнува за последниот генерален урбанистички план кој што го усвојуваше градоначалникот на Скопје, кој нели 10 пати го повикувате овде нешто да прави. Па прва работа која може да ја направи е да го преиспита генералниот урбанистички план. И на секое место каде што место зеленило си вцрта уште една зграда, тоа да го смени. Најлесно ни е денеска да ги обвинуваме, односно да ги обвинувате нели бившите урбанисти. Знаете што биле бившите урбанисти кои го планирале Скопје? Гениалци. Не само гениалци, него неподмитливи гениалци. Па направиле населби во кои на секоја зграда имате и мал парк. И ако тргнете по населбите ни Скопје, ќе видите дека таму каде што останало така како што бил планиран Скопје, денеска состојбата не е ваква. Ама, она што се случуваше со центар, она што се случува и денеска со аеродром, неповратно е. И кога ќе се чудите каде отиде воздухот, погледнете малку околу себе и се ќе ви стане јасно. Јас би сакала да се навратам на бројките. Бројките и графиконите се неумоливи. И тие го покажуваат и тоа што власта не сака да го види. Неколкумина мои колеги зборуваа за тоа дека е нелогично прстот да се свртува кон автомобилите, ако се гледа дека најголемите загадувања, например, во Лисичи и Ректорат се случуваат 2 часа по полноќ. Не е Скопје таков велеград во 2 часа по полноќ да имаме шпиц на сообраќајот. Меѓутоа, она што овде можете да го видите, од една од многуте анализи странски правени за Македонија, ќе видите дека за само 4 години трендов не продолжува со 2011 и 2012,
Погледнете што се случува во Карпош, 2 пати поголемо загадување. Погледнете во Центар, 3 пати поголемо загадување. Погледнете во Гази Баба, исто така, 2 пати зголемено загадување, и така натаму, Тетово, 2 пати поголемо загадувањето. И оно што го кажува овој извештај е дека секоја година, заради молчење во кој и денеска ни се повторува, во Македонија гинат 1300, умираат 1350 луѓе. Нема да зборам за финансиските трошоци на економијата, срам ми е. 1350 луѓе. И власта што вика анкети да правиме, да им кажеме на луѓето колку загадувањето е погрешно, е штетно, па знаат. Мислам, без бели дробови треба да бидеш, па да излезеш надвор и да не сватиш дека загадувањето пречи. На луѓе здрави им пречи, а камоли на болни. 1350 луѓе не се доволна причина за овој парламент да дискутира и по со време. Јас не знам кај била господјата Дулич и кога мисли дека целиот разговор и дебата за загадувањето почнало откако Коце рекол да ги затвараме прозорите. Кај беше оваа година на дебатата за буџет? Каде беше минатата година на дебатата за буџет? Каде беше пред 3 години на истата дебата за буџет? И секоја година одговорот кој го добивавме од владата за екологија нема пари. За загадувањето нема пари, не е тема, не е приоритет. И па сега ќе ви кажам, меѓу другото, во таа анализа, вака, ако може, господин Александар Николовски, вие сте дојдени во Скопје, би ве критикувал вашиот колега, може бар да слушате за проблемите на Скопјани. Значи, ако за 10 милиграми се зголеми загадувањето со едно од частиците, а кај нас се зголемува за 140, за 300 некогаш, со 10 милиграмско зголемување, опасноста за кардиоваскуларни болести се зголемува за 12%. И сега, тоа се некои таму проценти. Знаете тоа што значи? Дека ако сега во нашава комшилук сме имале 100 болни, и после еден ваков ден, ќе имаме 112, ако е само 10 милиграми повисок. А кај нас 200 милиграми повисок. Од 100 на 112. И јас навистина се чудам со колкава леснотија сакате да избегнеме темата. Да не се дискутира, барем не на суштински начин. И со која леснотија владата вели: јас освен анализи и разгледување на можности, немам што да предложам. Ова не е нов проблем. И затоа не е смешно, туку е трагично, кога владата допрва анализира. Значи, сите заклучоци кои што ги донела владата е да ја разгледаат можности и да изанализираат нешто. Луѓе, 500 милиони евра се дадоа во Скопје 2014 за да некој од Германија не нарекува каталог на Playmobil. И денеска никој да нема одговорност затоа што со тие 500 милиони евра можеше во Скопје и да се воведе почист транспорт, и да се обезбедат филтри со финансиска поддршка на државата на индустриите кои што загадуваат. А со многу мал дел од тие пари можевме до денеска да имаме 10 сериозни анализи за тоа колкав дел од каде доаѓа загадување. Тоа не е денеска криенка да се игра со власта. Не се индустриските капацитети, туку се колите. Не се колите, него се граѓаните затоа што се греат на дрва. Демек сами се греат, сами нека се трујат. Еве ќе ви покажам како изгледа нели и топлификација во Тафталиџе, која според информациите од власта се префрлила на газ. Мижи, јас сам да ти баам. И ако некој од вас живее во близина на Тафталиџе, ви препорачувам, еднаш ја направив грешката, и да ја видам вистината во очи, еве, обидете се и вие 4-5 сабајле да станете. И да видите колку бел во наводници облак излегува од топлификација. За жал, истите информации, господине министер, стигаат и за клинички центар, кој се наведува како позитивен резултат, бидејќи се префрлил на газ. И знаете која е информацијата која што до сите нас стигна? Заради договорот со ОКТА и фактот дека владата на Никола Груевски превзе да обврска 500.000 тони мазут, јал-нејал, да мора да ги плаќа на ОКТА, кога може, владата штеди. Штеди на здравието на децата и штеди на здравието на болните, па и здравите граѓани во оваа држава. Малку газ, ама се уште и голема количина мазут, затоа што е поевтин. Затоа, мислам дека дискусијата, за жал, не ни е на вистински трак
кога зборувавме за шумите и кога спомнувавме дека минатата година шумскиот фонд во Македонија е намален за 33,8%, колеги, може би од села, ни се смееа. Ама денеска, кога не стегаат белите дробови и кога се мислиме како побрзо да стигнеме до лекар, можда треба да се сетиме дека таа погрешна политика очигледно имаше своја цена. Некој печали на троењето на Скопје.